Продолжуваме со топ тема. Сите ние сме Грета, велат активистите за заштита на животната средина по говорот на Грета Тунберг, прогласувајќи ја за хероина. Ми ги украдовте моите соништа и моето дејство со вашите празни зборови. Им кажа таа на светските лидери во понеделникот. 16 деца од целиот свет поднесоа жалба до Обединетите нации заради нарушување на човековите права, заради климатската криза, која го нарушува квалитетот на животот на децата. За почеток предлагам сите ние со моите гости од Министерството за екологија, од градскиот инспекторат и активистите екологисти кои веќе ги најавив, да погледнеме што таа им порача Грета на светските лидери и како тие изреагираа на сето ова, затоа што еден од поводите за оваа емисија е да видиме што и за што зборува светот, а каде сме ние како држава. Климатскиот самит на Обединетите нации заврши денеска со внимателни честитки за сработеното, но и со остри критики и реакции на незадоволство за тоа што не успеа да го оствари. Повеќе од 60 држави ветија дека спроведуваат или подготвуваат планови за намалување на емисиите на гасовите кои го создаваат ефектот на стаклени градини на речиси нула. Уште 60 на други држави најавија значително засилување на својата програма за спречување на климатските промени. Сепак, самитот ќе остане запаметен по жестоката осуда на 16-годишната еколошка активистка Грета Тунберг, која ги осуди светските лидери за тоа што го пиша како недоволна амбиција и за загрозување на иднината на младите генерации. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Тунберг денеска заедно со уште 15 деца од целиот свет поднесе петиција за нарушување на човековите права до Комитетот за заштита на правата на децата на Светската организација против 5 најразвиени светски држави заради непреземање мерки за зачувување на климата. What is to raise awareness and to raise attention on this crisis and to actually make it clear that it was 30 years ago that you signed the Convention of the Rights of the Child, and world leaders have failed to keep what they promised. They promised to protect our rights, and they have not done that. Еколошките организации посочуваат дека сите амбициозни планови на државите не значат многу, затоа што ветувањата на главните загадувачи, најразвиените светски економии, не се ниту блиску до тоа што е потребно за да се стабилизира климата. Соединетите американски држави, на пример, беа представувани од Доналд Трамп. Видеоснимката која на социјалните мрежи има стотици илјади реакции и споделувања е моментот кога Тунберг е замолена да го почека влезот на бројната американска делегација во Обединетите нации предводена од Трамп пред да може да излезе. Доколку погледот можеше да убива, сад во моментов ќе беа без председател е веројатно најдобриот коментар за начинот на кој младата Грета реагираше на американскиот председател. Трамп на Твитер саркастично го коментираше обраќањето на 16-годишното девојче од Шведска со зборовите: "Ми личи на среќно младо девојче кој со нетрпение очекува својата светла и прекрасна иднина. Многу убаво да се види." Чувствителен на критиките е и францускиот председател Емануел Макрон, која критикуваше Тунберг за многу радикалниот пристап. Je pense surtout que maintenant on a besoin que on ait une jeunesse qui nous aide à faire pression sur ceux qui bloquent en se mobilisant et qui aussi participe à des actions très concrètes. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Амбициозна агенда за борба против климатските промени денеска најави председателот на Европската комисија Доналд Туск, кој подлече дека 25% од долгорочниот буџет на Европската унија ќе биде посветен за климатските активности и дека со серија мерки ќе се стимулираат зелените инвестициони активности на приватните инвеститори.
Вака е во светот, вака беше во Обединетите нации, но прашањето е што прави оваа држава на овој план и со што ние се соочуваме всушност. Ана, како државен секретар, сепак морам да ве прашам каде е Македонија во сето ова. Јас кажав во најавата, за жал ние разговараме и секогаш разговараме за многу базични работи овде во Македонија, загаден воздух, ѓубре по улиците и ред други работи. Меѓутоа светот и пораката што ја слушнавме од 16 годишната активистка навистина е силна да се зачуваат правата на децата. Да. Каде е Македонија? Да, прво да направиме корелација помеѓу климатските промени и загадувањето на воздухот, кој што ќе биде пред се и тема денеска. Значи, тие се две страни од една медаља. Едни без други не одат, бидејќи согорувачките процеси кои што предизвикуваат емисии и загадување на воздухот, истовремено ослободуваат и CO2 емисии и тие доведуваат до зголемување на температурата и климатски промени кои што се огледаат со многу манифестации на кои што сме и ние денес сведоци. Во делот на климатските промени ние имаме обврски како држава спрема Парискиот договор, и во однос на Парискиот договор ние сме се обврзале до 2030 година максимално да ги намалиме емисиите на CO2 до 36% визави основното сценарио. Реално ли е тоа да се оствари? Значи, може да биде реално и спрема она како ние се движиме, треба да направиме еден пресек, бидејќи она што се националните придонеси кон Парискиот договор во делот на енергетската ефикасност на згради, производството на енергија и транспортот, до некаде можам да кажам дека дел од тие мерки веќе се спроведуваат, меѓутоа дали можеме да ги постигнеме тие 36%, ќе направиме еден пресек во наредната година, кога ние реално и треба да известиме кон Конвенцијата за климатски промени до каде сме со спроведувањето на ова сценарио. Така да во овој момент ги работиме тие анализи. Во делот на загадувањето на воздухот, ова жешко столче, на него на истото седев минатата година, кога имавме доста малку реализирано, имавме само одредени најави, согласно наодите и препораките на интерсекторската работна група. Сега можам да кажам дека има доста мерки кои што се имплементирани или се во фаза на имплементација и некои 30 милиони евра кои што се во функција на спроведување на мерките како на национално, така и на локално ниво. Точната бројка во овој момент за средствата кои што се обезбедени и кои што се трошат за оваа намена, не можам да ви ја кажам, овие анализи почнав денеска да ги правам, бидејќи за жал различните институции доаѓаат со информации за своите аспекти. Мислам, една кумулативна слика за тоа кој што прави во државата се уште нема, но имајќи предвид дека ги собирав информациите од Министерство за економија, од владината програма, од нашата програма, од градот Скопје, дојдов до некоја бројка од некои 30 милиони евра кои што се во функција на намалувањето на аерозагадувањето. Почнува зимата. Меѓутоа, Мирослав, вие сте во градскиот инспекторат, бевте во државниот. Ако ова што го зборува Грета Тунберг, може било која девојче од кај нас да ви го каже и вам во лице. Што, доколку ви го каже и на вас. И овде мислам дека е ова што го направи овој потек и со тужбата и децата што и се придружија, 16 деца вкупно, би било реално и кај нас да се случи некој да тужи државата затоа што дишеме загаден воздух. Впрочем, минатата година имаше и таква иницијатива од невладините организации. Сите ние сме Грета. Сите ние се бориме за подобар воздух, за подобра животна средина. Значи, сите сме на истата страна. Нашите деца тука живеат, ние живееме тука и законите мора да се спроведуваат. И се спроведуваат. Со моето доаѓање како прв човек на градскиот инспекторат, го сменивме начинот на работа. Значи, прво што направивме, воведовме сменско работење. Значи, не може еден инспекторат да работи во една смена од 8:30 до 16:30. Значи, работиме 7 дена во неделата, во 2 смени, цело време. Исто така, во однос на животната средина, имаме, извештаите покажуваат дека имаме многу зголемени надзори, каде што имаме и казни, но инспекторите во минатото иницииравме измена на еден правилник за гранични вредности, кој се надевам дека ќе биде што побрзо донесен. Во минатото тој правилник не бил во функција на инспекторите, односно не можеле да ги применуваат граничните вредности од тој правилник. И тука имаме, да речам,
конфликт, односно не можат инспекторите да спроведат казната доколку некого нели го фатат на дело. Фатиме дека испушта недозволени материи во воздухот. Сега тоа со Министерството, откако го иницииравме, ќе биде готово и оваа зима ќе има ефикасна казна. Да. Лабораторијата исто така ние на располагање, обезбедивме лабораторија, тоа е основно средство на инспекторите кога го вршат инспекцијскиот надзор, така што инсталациите, односно индустријата нека очекуваат големи инспекцијски надзори во зимскиот период. Или Јасмина, јас веќе спомнав дека вие како невладини организации имате иницијатива постојано, освен оно што го работите на терен, и за ова што го зборуваше Грета во Обединетите нации, заштита на правата на децата и тие да дишат чист воздух, меѓутоа чисто така знам дека имаше една таква иницијатива. Меѓутоа, еве, кога ќе ги прашаме луѓето од оваа страна, тие секогаш кажуваат какви мерки се превземени, колку пари се предвидени, колку пари ќе се потрошат, меѓутоа како е во реалноста. Она што стои на вашите портали, на вашите социјални мрежи, сликата е навистина разочарувачка. Разочарувачка е заради тоа што ние касниме многу за светот. Значи, како што и најави на почетокот, светот зборува за климатски промени, ние уште зборуваме за некои базични работи кои што веројатно биле актуелни на почетокот на индустриската револуција. Скоро еден век од прилика е разликата меѓу нас и остатокот од светот. Дали треба ние да поднесеме тужби против државата, пак ќе си ги плати, значи државата, односно нашите даноци ќе завршат за исплата нели на некакви тужби? Не, треба тие што се на позициите, тие што се на функциите да бидат одговорни за спроведување, односно за несовесно спроведување на функцијата за која што се избрани. Значи, нашето мислење како одва иницијатива и на нашите партнери, соработници, другите граѓански здруженија е дека не може државата како целина да биде одговорна, значи секое министерство, секоја институција, секој сектор има свој раководител кој што таму е поставен и тој нема само право од оваа држава, туку има обврски и од државата, а посебно кон граѓаните, а особено од децата. Значи не само тужби за загрозување на животот и здравјето на децата, односно за неисполнување на членови од конвенцијата. Нашите животи на сите нас се загрозени секој ден. Значи акциите, да, нешто се мрднува, но тоа е толку малку и тоа е толку споро. Знаете, ние сега да кажете дека за прв пат оваа година започнува примена на мерките од ова лето е малку смешно, еве така да кажам, бидејќи мерките требале да почнат во моментот кога била поставена новата власт. Значи, кога некој сака да дојде на власт, без разлика сега, значи претходната била исто така, ги гледаме последиците од незиното работење, но и кога се поставува новата власт, претпоставувам доаѓа со некаква стратегија. Значи ние овие мерки сме требале да ги почнеме пред 3, пред 5, пред 10 години. Многу доцниме. Значи многу доцниме и ова што државната секретарка го кажа, замислете, државна секретарка во Министерството за животна средина и просторно планирање седнува самата и така да кажам условно пешки собира податоци од институциите. Па во кој век живееме ние? Ова е доба на дигитализација, па валјда треба институциите да имаат некакви информации. Ние немаме систем на контрол, мислам на во државата кој што вие можете да стиснете едно копче и да ве хранат со информации, а ние ви да ги барате. А за да влеземе во акцијски план, за да влеземе во, значи да направиме акцијски план, па да влеземе во неговата реализација, ние мора да имаме анализи. А ние анализи немаме од никаде. Добро, јас тука имаме некои анализи што ќе видиме колку се реализирани. Значи, ама не зборуваме на анализи кои што треба да се добијат на терен. Зборам дека има на хартија многу, ама не знам. За почва, за воздух, за мерни станици, за индустријски капацитети, за градежништво, значи сите сегменти. Ние немаме анализи врз основа на кои што еве државен секретар ќе седне и ќе денеска ќе рече оваа ни е на нас алармантната точка. Тоа го покажува нефункционирањето на нашиот систем. Јасмина, како се чувствувате вие како на вашата мајца стои не биде ѓубрат, значи доаѓате од таа иницијатива. Кога им ја работите работата на оние што требало да ја сработат, не сте ја сработиле. За среќа вашата иницијатива покажа дека луѓето ви се приклучуваат почна масовност и дека граѓаните сепак им се буди свеста. Меѓутоа, како се чувствувате како иницијатива која секојдневно е на терен, онаму каде што всушност некој требало да си ја заврши работата? Факт е дека и граѓаните претерале со загадувањето, мислам и тоа да не ги амнестирам. Да.
Не можеме ние сега да зборувам, односно јас не сакам да зборувам, не знам, на вака повисоко ниво, затоа што ние пред се, она што го рече Ели, ние сме многу ниско. Ние доцниме многу, ние не можеме со сопственото ѓубре да се справиме. Поразувачки е фактот колку ѓубре има во Скопје. И не само во Скопје, ние на покана сме били и во неколку градови. Поразувачки е навистина колку се гушиме во ѓубре. Институциите пред се треба да си ја превземат таа одговорност. Значи да не ја префрлаат од едни на други. Како се чувствувам? Не им ја ние вршиме, јас до некаде ги разбирам, значи и со Мирослав еве пред малку разговаравме, значи ниту тие имаат доволен број на инспектори. Меѓутоа, тие што се на терен треба да факт е дека мора да се казнува. Факт е дека мора да се казнува. Сте гледале ли луѓе, инспекторат или кога одите на таквите депони и места во населби, значи денеска гледавме слики од Кисела вода на пример, места кои што секој може да ги види, дали воопшто има инспектори? Јас не знам дали замижуваат нашите функционери, еве да кажам, кога поминуваат покрај такви места. Ние на еден мал квадрат минатата недела собравме 41 вреќа ѓубре. Многу се радуваме, ни се придружуваат, се формираат групи во сите градови. Во моментов, на пример, да кажам, е најактивна Кумановската група, која морам да кажам браво за нив. Меѓутоа, потребно е сепак, моćно звучеше овој говор на Грета, меѓутоа до сите нас треба да допре незината порака. Да ги смениме пред се нашите навики. Навиките мора да ги менуваме. Еве што велат граѓаните во однос на тоа каква е Македонија. Овој говор на Грета многумина ќе поттикне на размислување, меѓутоа денеска ни се јавуваа луѓе затоа што темата екологија практично цел ден ја поставивме како топ тема на некој начин во Телма и еве ги реакциите на граѓаните кои се јавува. Што нив им пречи за да можеме да продолжиме со разговорот, кои се најгорливи прашања? Еве како глобалната еколошка тема, впрочем, доби и одговори во црвената линија, односно кои се оние твитови кои што ги одбравме за твитови на денот. Твитот број 1, односно она што го кажува Чикен Шунка, вели: еден задоцен поздрав од Гостивар и нашата цената река Вардар. Тоа што можете да го видите во позадина е навистина катастрофално. Одиме со следниот твит, односно твитот на Крафт. Вели вака: Грета не укажува за сиромаштија, Грета не укажува за војни, Грета не укажува за економија, Грета најмалку спасува снегулки. Грета укажува: на планетата на која живееш повеќе не можеш. Грета не е мајка ни, Грета е дисконтинуитетот побегнат од зоната на комфорот. Одиме со следниот твит на Димитар Петровски, кој што вели: не ми се свиѓа оваа Грета, ја фрла кесата со хартијата од изедениот бурек на улица. Влага во стариот дизел со извадени филтри. Оди да купи дрва за огрев од дрвокрадец. Добра поента има и Димитар Петровски. Веднаш потоа одиме со следниот твит на Леонон. Вели: пола МК Твитер со Грета се занимава. Абе, фатете еднаш фрлете кесите со ѓубре во контейнер, па да почнеме да зборуваме бар за рециклажа. И еден од последните твитови вели: на некој му текнало да фрла кревети во река. Истиот тој некој после ќе се жали дека државата не чини и дека Словенија е 100 години пред нас. Ова е дел од твитовите кои што денеска беа и дел од Црвена линија. Меѓутоа, исто така Црвена линија постави одредено прашање на Facebook профилот: ја сваќаме ли опасноста од климатските промени? Спремни ли сме да почнеме од себе, од ѓубрето во сопствениот двор, од натрупаните контейнери, од поголема грижа за животната средина во секој поглед? Се разбира, добивме и голем број на одговори, а одговорите се следни: не сме спремни, немаме доволно култура за да ги чуваме градовите чисти, секој фрла ѓубре кај што ќе стигне. Наум пак вели: често слушам коментари од типот: мала ни е државата, мало е нашето влијание за глобалното затоплување. Нека се секираат големите виновници. Јасно е ко ден дека нашата држава нема капацитет да го реши проблемот на глобално ниво, ама решавање на проблемите на домашно ниво многу помага во решавање, односно облашување на последиците на глобалното затоплување. За жал, никој не е имун на оваа болест. Последиците ги чувствуваат и оние економски најмокните држави, меѓутоа и најсиромашните општества. Владек па кажува дека најстрашно е она што ние станавме ѓубре, па сега прашањето е кој да не фрли нас. Дали е време за малку поинакви контейнери?
Димче кажува дека во Бабуна има се, само риби не, и жално е дека во екозоната може да се најде и големо количество на азот. Берти пак кажува дека што порано сватиме и се освестиме дека природата ни враќа како бумеранг, дека автомобилот се вози само за посебни потреби, а не секојдневно, дека треба велосипедот да се употребува многу почесто, стоп вели на фрлање на отпадоци по реки и речни корита, по диви депонии и користење на алтернативни енергии. Тоа отприлика е тоа што денеска можевме да го проследиме во црвена линија. Се надевам дека овие твитови и дека овој Facebook статус ќе помогнат за малку зголемување на свесноста и свеста кај луѓето. Големи се реакциите и на нашите граѓани. Не знам веќе од кај да почнеме, затоа што сите ја кажуваат реалноста. Меѓутоа, пак се враќаме на глобалното прашање, бидејќи отворија многу теми. Фрлањето на сметот и немањето систем на некои места тоа да се направи. Несоработката помеѓу институциите ја констатиравме, јавниот транспорт и слично. Кога ги правите овие стратегии, една еве држам во рацете за тоа како и што треба да се превземе за да се сменат работите кај нас, тука има цели на програмата, приоритетни активности, подобрување на капацитетите на инспекторатите, урбано зелено, што уште не. И ние за ова практично и разговараме. Зошто ова што го држам во рацете не може и е неприменливо во оваа држава? И зошто граѓаните и невладините организации зборуваат за вакви базични работи, пак ќе кажам? Не би се согласила дека не е применливо, напротив... Или не е применето. Само не е применето. Инаку, да, стратегиите се добри, секогаш и Европска Унија ни забележува дека имаме добри стратегии, добри закони, но во делот на имплементацијата потфрламе. И имплементацијата нема дилеми, значи таа имплементација е врзана со казни и стимулации. Само ако може кратко да одговорам во делот на дигитализацијата, значи тука можам да кажам дека ќе имаме напредок во делот на информативниот систем за животна средина. Во овој момент спроведуваме проект на Европска Унија, каде што сите елементи на квалитетот на воздухот, управувањето со отпадот и друга статистика врзана со животната средина ќе ја прибираме од надлежните институции и ќе можеме да известуваме за статусот и да проверуваме дали тие мерки кои што сме ги зацртале со стратегиите се применуваат. Во делот на управувањето со отпадот, она што Министерството го прави е изработката на техничката документација, меѓутоа веќе можам да кажам дека влеговме во инвестициски циклус за Источна и Североисточна Македонија, каде што во моментот се реализира проектот на Европска Унија за изградба на регионална санитарна депонија, претоварни станици, затворање на неуредените ѓубришта, значи сите непрописни ѓубришта во источен и во североисточен плански регион до крајот на наредната година треба да бидат затворени, а кај да е, значи ќе почне оваа постапка со изборот на изведувачот. Тој тендер ни е отворен, ќе набавуваме камиони, контейнери за да се намали можност. Вие се зборувате ама во иднина. Така е, но еве го. Еден резултат може ли да ни кажете? Сега извинете, вака немам ништо лично, знам дека многу се трудите вие во Министерството, меѓутоа секогаш кога разговарате во иднина, што е направено конкретно, барем кажете? Значи, еве во овој момент се отворени два тендери, едниот е за набавка на камиони и контейнери за Источна и за Североисточна Македонија. До крајот на овој месец или средината на наредниот веќе ќе имаме избрана компанија која што ќе ги снабди 18 општини со доволен број на камиони и контейнери за да ги покријат сите населби со организирана услуга. Знаете како звучи, бога ми, што вели Пешева во овој век да разговараме за тоа дека некои места немаат контейнери, а впрочем ги нема и во центарот на градот, во поурбаните места каде што се стуткани зградите и каде што ги пренаселиле, како што е на пример Девармало, нема кај да се фрли сметот, нема кај да влезе камион, нема планирање на одложувањето на смет, нешто што во сите други држави, па морам да кажам и во системот на Југославија беше планирано, еден Загреб, на пример Белград и останати градови многу полесно се справуваат. И влие на квалитетот на живот на луѓето кои што се там. Па да, значи тоа е лоша комбинација на што прави инспекторатот во однос на овие прашања? Некогаш и не се толку криви граѓаните ако нема и кај да го фрлат сметот. Така е. Значи инспекторатот има 8 комунални инспектори и 16 комунални редари. Градот Скопје има преку 5500 континерски места. Значи
да се дежура 24 часа на сите континерски места, значи тоа нигде во свет не се случува и не е возможно. Ние вршиме дежурства на такви црни точки на целата територија на град Скопје. Тоа го покажуваат и заштаите во однос на првите 6 месеци споредбени од прошлата со оваа година. Значи прошлата година имаме 232 казни во однос на фатени граѓани како неправилно го одложуваат сметот. Оваа година имаме 772 казни. Значи со истиот број на вработени. Бројот на казни го качевме. Тоа се должи на тие дежурства и на тие што ги воведовме втори смени. Значи, цело време ние имаме луѓе на терен. Како се чувствувате пак вие кога иницијативите и невладините организации како Небити ѓубреви го чистат градот на некој начин? На кога се појави тие и кога се соочија со директорот на комунална хигиена, навистина беше интересно. И некако ми личи дека и овој притисок што го имаат директорите на таквите предпријатија како да не ги многу загрижува. Зошто нив не ги казните, дека не се загрижени? Ние во однос на граѓаните и во однос на контролата, да, се контролираат и јавните предпријатија, пунктовите се контролираат, изречени се, направени се записници за опомена. Значи, имало случаи кога дел од луѓето, инспекторите не ги нашле на терен. Значи, го имаме и тоа. Така што со овој број на луѓе, со овој човечки капацитет сега што располагаме, го даваме максимум, искрено. Добро, се надевам дека и сите оние предпријатија што подлежат под град Скопје, ако не си ја вршат работата, ќе бидат на некој начин казнати. Ути не е инспекторатот само за граѓаните, градоначалникот само за нив да ги казнува. Меѓутоа, како иницијатива, кај е најлош до сега кај што сте биле? Имаме ние извадено и фотографии од вашите веб сајтови, може режијата да ги покаже и ги покажат твитовите. Денеска видовме што се случило во Гостивар, например. Видовме како беше веле загаден со чадот од маслодајна и други фотографии. Кај било најлошо и што е најлошо според вас? Ама многу работи се лошо. Секаде е лошо. Или като Вардар за кој што морам да кажам дека јас морам да го ставам фокусот на ѓубрето, бидејќи ние основно ние ѓубрето, значи каде било најлошо? Најлошо е во центарот на градот. На пример имаме ние локација која имаме чистено 3 пати. Тоа е на Кејот спроти хотелот Парк. Таа локација 3 пати ја чистевме. Дури имаше една голема акција, не знам дали вие бевте вклучени во неа. Значи бевме собрани некаде околу 100 луѓе, ја исчистивме локацијата и пред некој ден кога со нашата иницијаторот на нашата група, нели Ирена Ристич, отидовме кога ми покажа што таму повторно. Добро, им кажувате ли на луѓето од градските власти или дали воопшто тие пак реагираат на овие работи? Се работи за позната локација, црна точка, нели во градот, кај што имаме секојдневно испалување на секакви видови кабли и останат материјал. Значи ние секојдневно сме таму. Значи секојдневно дежурните екипи поминуваат таму. Значи таму имаме голем проблем. Имаме луѓе што се фантоми, односно не поседуваат лична карта. Инспекторатот не може тие луѓе да ги уапси, да ги однесе, да ги згрижи. А тие што го фрлаат тоа? Апсолутно. Значи, како е можно дека државата толерира фантоми? Луѓе, 2019 година ние имаме фантомски населби со луѓе кои што немаат никакви документации. Не знаеме ни дали се од Македонија, а знаеме од прилика, предпоставуваме дека не се. И никој не сака така. И никој не сака да влезе. Ама треба да излезе во пресред да им дае забрана за влез во Македонија и да ги депортира, ако веќе е така. Известени се, сите се известени. Центрите за социјална грижа се исто известени. МВР е известено за што се случува. И каде е тогаш најслабата? Народот и мисли дека инспекторатот е семоќен и дека се може да направи. Инспекторатот во минатото, кај што баш на таа локација да речам е средена, односно изчистена, денеска имаме инспектор што е во судот во Страсбург. Невладините организации
го тужат инспекторот и веќе 6-7 година се влече по суд. Да, меѓутоа, значи на таа локација се извинувам. На таа локација сега има некое градилиште. Тука имаше и некои диви две диви семејства, да кажам, кои не знам ги дел се сместија. Сега Успеавме да тука ги некое сместиме. градилиште, јас пред некој ден бев, значи таму е сега некое градилиште, дури ние имавме на нашиот сајт на Не биди ѓубре, значи таму е градилиште. Тој што го градил просторот да гради. Добро. Знаете ли какво е ѓубрето околу тој простор? Значи зашто, значи тука инспекторатот сега не навлегувам или кој ги дава дозволите. Не инсистира да тој простор добро, не знам во чија надлежност е тоа, да се исчисти тој простор што е остана таму. Значи не можам да кажам дека значи мора да постои ова и пред малку кога нели неформално разговаравме, значи мора да постои. Мора да се не може на тој простор да се фрла ѓубре. Значи тоа е толку видно место. Тоа е значи под Кале зборуваме. Јас се надевам дека за тој простор зборуваме така. Значи тоа е толку воочливо да не може во ниеден момент да се најдете некој. Не верувам дека се тука само фантоми, значи не, ова е моето следно прашање за Еле. Очигледно е системски проблем. Имаме таму и казни напишано на лица што имаат лични карти, значи постојат записници, постојат казни. А меѓутоа една работа битна што кажавте, сте го известиле Министерството за внатрешни, за труд и социјала. Значи во овој систем кој ќе видите, зошто ние имаме смет во центарот, имаме зошто не функционира повторно системот. Некој фрла ѓубре, што можеби треба МВР да го санкционира, некој фрла ѓубре за кој што е задолжено и Министерството за труд и социјала. Значи или до вас е прашањето, овие работи очигледно кај нас никако не може да се средат. Се е системски проблем. Дури и сметот во центарот на градот. Да се чуди човек. Значи јас не можам, се исчудувам, знаете, неколку пати тоа сме го дискутирале и со други активисти. Ако ова се случува, еве да го замислиме во некоја помала средина, на пример некоја приватна фирма да речеме. Можете вие да дојдете на работа денески и да одлежите и да не си ја заработите платата или да си ја завршите работата, па и вие пред некој време имавте во едно ваше интервју дека не можете инспекторите да ги натерате да излезат на терен, дека цела година ги молите, дали се плашат, дали не сакаат, од различни причини. Значи ние немаме систем на санкции. Значи ние додека ние имаме законска регулатива, имаме за дисциплински во инспекторатот, имаме изречени дисциплински. Очигледно што не ви се плашат и не излегуваат на терен, вие им кажувате дека треба да излезат денески да си ја завршат работата и тие. Состојбата е смената многу. Значи имаме во однос на инспекција за животна средина. 2018 година имаме 135 надзори, сега имаме 240 надзори. Значи, зголемени се надзорите, зголемени се платните налози, зголемени се решенијата. Ве разбирам. Значи, и целиот притисок е врз вас. Знаете зошто? Заради тоа што фидбек како граѓани имаме само од вас. Заради тоа што ние не можеме да добиеме основни информации од останатите институции. Значи, затоа што вас ќе ве најдеме и на Facebook, ќе ве најдеме и на телефон. Така е. Така? Така е, секогаш сме кога отворени ние сме можеле да апелираме до МВР, до Труд и социјал, на крајот на криштата, сите овие институции, сите овие министерства и сектори имаат еден единствен шеф. Нели, ако станува збор за државна стратегија, тогаш се стегнуваат јажињата и мора да се придржуваат сите кон таа некаква државна стратегија за доброто на сите нас, бидејќи ние навистина не можеме од каде побрзо да фатиме. Видете ни ги реките, ѓубрето не можеме да го дособереме, почвата ни е загадена, воздухот ни е ужасен. И ние си тераме и си зборуваме за некои лабави теми, дали денеска ово или оној ќе се појави на телевизија. Мислам, 3500 луѓе се жртви секоја година според Светска банка како резултат на оваа наша апокалипса во Македонија. 1300 смртни случаи. Последните се повисоки податоци. Значи, и да се 1000 луѓе да загинат во еден ден во сообраќајка, знаете што ќе биде? Ќе нема на сите медиуми. Ние си играме дека ова не се случува на нас, се случува на некој друг, па не знам, јас ќе го читам сега тука ѓубрево, има некој ќе помине да го собере. Значи, едукација и сериозни санкции, и тоа спроведување. Вие сте изрекле казни. Можете ли да ми кажете дали имате увид колку тие казни се наплатени? Дали некој ти еве по различни основи што сте ги изрекле. Дали имате повторувачи на делото? Океј. Инспекторот го изготвува записникот, го изготвува решението, го изготвува платниот налог. Сето тоа го дава на судијата или до второстепената комисија, каде што второстепената комисија, односно судот, ја изрекува санкцијата.
инспекторот не ја изрекува санкцијата. Не, тоа нас не е јасно, дали сте провериле колку тоа е ефектуирано, тоа беше прашањето. Дали имате информација во моментов немам, имаме би било добро да проверувате и колку, затоа што се сеќавам дека на други теми кои сме правиле, на пример казни за навивачи кои биле агресивни, па со собраќајни казни или различни. Имам прашање и за вас во однос на системот. Ако се вие Министерство за екологија, која пропишува разни мерки, се трудите и вие како личност да направите анализи и слично. Меѓутоа, тука постои еден што се вика инспекторат за екологија. Постојат инспекторати за регулација на водостопанството и слично. Колку вие како Министерство имате проблем со инспекторатите и инспекторите всушност? И дали сте забележале такво нешто? Бидејќи забележуваме, ние новинарите, дека вие како Министерство сте пропишале мерки, сте пропишале некоја иницијатива, сте направиле системски промени можеби, меѓутоа она што се случува на терен не е под вас, тука е под инспекторатот. Функционира ли воопшто? Да. Ајде вака сега за чистењето, ќе ви одговорам секако веднаш. Министерството, само да кажам дека до крајот на година ќе потроши 9 милиони денари на чистење на диви депони во одреден број на општини и исто така ќе купи контейнери таму. Ама пак во еднина зборува. Ама тие се веќе контрактирани. Значи тендерот е отворен. Еве колку потрошивте, а не изчистија. Значи веројатно и до сега сте трошеле средства, не сте прва година на власт. Што вика беше? За ваква намена немало за ваква конкретна намена што може да се види на терен. Проблемот е дали тие депонии што сега ќе ги чистиме нема да се јават понатаму и повторно ќе се вратиме во делот на свеста и инспекциите и тука за отпадот, за ѓубриштата се локалните инспектори надлежни. И сега да се надоврземе на инцидентот што се случи викендот и комуникацијата со државниот инспекторат и акцијата на инспекторатот. Значи, ние сме издале како Министерство интегрирана дозвола за Макстил и за ArcelorMittal, кои што се внатре во кругот на железарица, од каде што градскиот инспекторат утврди дека потенцијално дека е жариштето на истекувањето на железните оксиди во реката. Или во превод кога пожолте Вардар, кога пожолте Вардар, така е. И нормално, значи во текот на викендот државниот инспекторат не беше на терен излезен од причина што со нивните капацитети во моментот не можеле да реагираат бидејќи биле повеќето на службен пат. Во понеделникот, значи тоа е вчера, итно, нормално и тие се мобилизира, излегоа на терен, меѓутоа координираната акција, значи можноста координирано да се настапи во недела, да се земат примероци од реката и да се земат примероци на испустот, таа шанса беше пропуштена. Но, значи, координацијата... Можно ли сите да отидат на службен пат? Да. Тоа ми е малце неверојатно. И да нема инспектор што ќе земе, па ако ни се случи нека поголема хаварија, што ќе правиме? Значи, ова е сега инцидент кој што го опишувам од прва рака, тоа се случило, претпоставувам дека во еднина не смее тоа да се случи. Знаете како ова нервира, да ви кажам искрено, како граѓанин и како новинар? Во ред, значи, координацијата помеѓу Министерството за животна средина и инспекторатот се одвива кога ние ќе издадеме интегрирана дозвола, им ги даваме нив и потоа инспектирањето врз спроведувањето на условите од интегрираните дозволи одат од страна на инспекторатот. Понатаму тие се независни, меѓутоа годишните планови се исто така за инспекции, кои што одат према големината на загадувачот, сериозноста на загадувањето и така натаму, значи одат кај нас, ние ги одобруваме и така натаму. Имаме можност исто така да наложиме вонреден инспекцијски надзор. Значи тука е комуникацијата помеѓу нас и инспекторатот. Но во се останато, надзорот врз перформансите на инспекторатот сека инспекцијскиот совет. Значи, ние не изрекуваме дисциплински казни на инспектор кој што не си ја врши професионално работата, тоа може да го направи инспекцијскиот совет. Можете да го прозвете, затоа што вие сте тие што сепак... Ние можеме да укажеме, значи, не знам, таа комуникација со инспекцијскиот совет исто така функционира. Например, јас лично сум одела во инспекцијскиот совет кога се случуваше палењето на трската во стругата. И тогаш, значи, побаравме, дури и од владата, од председателот на владата, беше побарано да се направи инспекцијски надзор над случувањата на плажите, на трските. Таа координација, таа треба многу поинтензивно да оди. Значи, како резултираше таа координација?
Виновникот каде во имаше моментот? координиран инспекцијски надзор, имаше еден извештај кој што го превзема да го координира и да го сработи инспекторатот за земјоделство, бидејќи намената на користење на земјиштето беше земјоделство, меѓутоа на крајот непознат сторител и така натаму. За жал. Значи, непознат сторител е многу честа категорија во извештаите, односно записниците. Значи некој не сака да го најде виновникот, Тоа за да нема никогаш никаков резултат. Значи, инспекциите, сите инспекции имаат надлежност да спроведат криминалистичка истрага. Значи, тие можат да потегнат одредени постапки против непознат сторител и да го најдат. Значи да го истражат случајот. А за жал досега, значи се случува, искачам на терен и установивам фактичката состојба, формално правно дали се извештаите тука присутни едно друго, ако ангажираат лабораторија добро, ако не ангажираат исто така, така да мислам дека тука има можности и подобро. Ако не се чека на јавноста да го заборави тој случај, пошто ќе се случи, ќе се запали трската, па за да ја заборавиме трската, ќе се пожади Вардар, па да го заборавиме Вардар, па нешто друго. И така, тоа купи ден продај и ни поминуваат годините во прелјачите. Еве како, зошто тоа се случува? Ние сменивме целосно начинот на работа на инспекторите. Во Скопје? Во Скопје, за градскиот инспекторат зборам. Значи го зголемивме бројот скоро за дупло, беа 3, сега ќе бидат 6, веќе имаме 20 нови инспектори, планираме уште еден да се вработи и веќе нема, оноа не е во моја надлежност, надлежен е државниот инспекторат, надлежен е овој, надлежен е... Еве, ова со Вардар покажа дека изреагиравте. Изреагиравме, не само за Вардар, за секој реагираме. Значи првен ќе установиме, ќе ги добиеме информациите, резултатите, се што треба, па после ние ќе мислиме кој бил надлежен за да постапува. Меѓутоа како беше во држава, бевте во државници? Зошто тогаш таму не можевте тоа да го направите? Можевме, да не заборавиме, Дрисла беше казната во моје време. Така, меѓутоа зошто е потешко во државниот инспекторат? Не е потешко. Кој рече дека е потешко? Ама сега е по реалност, еве, државниот секретар ја кажа реалната состојба. Како завршија неколку истраги? Не би навлегло во односите и во раководењето, меѓутоа во државниот инспекторат за прв пат ги активиравме дроновите. Кај што имавме, да, значи ја казнивме Дрисла. Казандол го затворивме и ред други работи, да не збориме од Ама зошто сега сите молчат кога има непознат сторител, кога ни се случи ова што ни се случува со Струга, кога веќе стигнавме на дневен ред на УНЕСКО и слично. Зошто никој не го покажува виновникот во институциите, негде затајува системот? Некаде имаме слаба. А тоа е очигледно и инспекторатот, државниот, на повеќе нивоа. Еве и меѓународните донатори установиле дека инспекцијскиот надзор е слаба карика. Американската амбасада ќе ни стави на располагање стручно лице од американската агенција. Инспекторатот на град Скопје исто така иницираше заедно со ова и од американската амбасада ќе биде супервајзер мора да имаме за да може само да кажам, ние сме комплетно подготвени за целосен надзор странски. Значи за експерти да влезат, да ни заанализираат, да ни направат акцијски план и да ни кажат ти тоа треба да го правиш. Ама инспектори веројатно го донесат станци. И одговорност секоја поединечно, значи не криење зад институциите, не криење зад, знаете што јас ние како одва иницијатива сме дел од интерсекторската група. Значи јас знам како таму всушност секој на секој го кажува со прст и како всушност институциите меѓу себе не може да се разберат. Значи, Министерството кажува на инспекторатот, инспекторатот кажува на МВР, МВР кажува на локална самоуправа нема решение, вели ние немаме пари и то така се вртиме, ние ништо конкретно не правиме на терен. Ние сме спремни, значи да не земе некој да не стави во шема, значи и да ни координира што треба како марионетки да правиме. Значи минатиот петок во Струга имаше многу добра една конференција за справување со цврстиот отпад и таму еврокомесарот што е за животна средина Николо Бертолини многу убаво на нашите објаснувања како ние супер функционираме и добро живееме, човекот рече сакате да излеземе надвор. Не мора ние ништо да анализираме. Сакате ли сега во овој момент да излеземе надвор? Вели јас 30 години го работам ова што го работам и ваква неактивност, немање на одговорност, некоординираност и партизираност немам видено ни во латинска
а Америка ниту во Африка. Значи ова го парафразирам, се надевам ќе излезе видеото некаде ќе можеме да го видиме човекот, многу непријатно е така од страна кој ќе ви го кажам. Особено што годините ни поминуваат, еве тапкаме трета година, ние сега допрва зборуваме со ке. Мислам, ние до сега требаше веќе да имаме сериозни казни, санкции, да се работи на едукација, непознати сторители, очигледно но и да се работи на едукација на населението. Пробајте во Словенија, фрлете го ѓубрето во контејнер што не е за вашата зграда или за вашиот стан, па прво комшиите ќе ве пријават. Добро, што ви, дали се срамуваат луѓето што ве гледаат и како реагираат на ова што го работите? Не се срамим, искрено да ви кажам. Дури напротив, влегуваат во конфликт со нас, например, кога ќе му кажеш, па не треба да го фрлиш тука ѓубрето, ти ќе ми кажеш, има кој е платен тоа да го чисти. Факт е, знаеме дека нема доволни инспектори, дека не може да се справат со и затоа е потребна таа едукација. Затоа ние ете како група се надевавме дека ќе разбудиме свеста, меѓутоа тоа треба да се направи во училиштата. Јас дури и би вовела, верувајте ми, предмет, не знам, децата се замараат со некои си непотребни работи, меѓутоа основното, нели ние сите се колнеме дека децата се наше богатство. Меѓутоа ние ништо практички не правиме за да нив ги заштитиме, односно себе си се заштитиме исто така. Кога ние такаме во место, така, еден час и за родителите секако ќе треба. Продолжуваме со топ тема, во вториот дел повеќе ќе разговараме за воздухот, мерките кои се превземаат и она што денеска го говореа градоначалникот на град Скопје и министерот за економија Бектеши, дали гасификацијата и како ќе ги реши и проблемите во Скопје и во другите градови, или овие адхок мерки, еден ден имаме мерка за увоз на автомобили до толку години, другиот ден имаме за инвертери, дали пак тоа е трајно решение. Продолжуваме веднаш по рекламите. Разговараме за загадувањето, една од најболните точки е загадениот воздух. Во текот на летото уште имавме црвени точки на мапата на Македонија кои што покажуваа загадувачи, иако нема домакинства што согоруваат дрва. Меѓутоа стравот е што ќе справиме оваа зима. Еве вечерва додека разговараме ова се точките на загадување на пример низ Македонија и кои се загадувачите од мој воздух ја земавме оваа макпа. Додека разговараме на пример се јавуваат луѓе од Велес, ја имаме она фотографија од Маслодајна и како таа загадува, се работи за индустријски загадувач. Меѓутоа, господја Ана, најавени се од Министерството адхок мерки како што се инвертери. Имаше претходна мерка за автомобилите, како ќе дозволи државата да се увезуваат и под кои нормативи. Ветена беше на намалување на цената на парното како една од мерките исто така. Меѓутоа, дали овие мерки се доволни да ние имаме некакви резултати и какви резултати покажуваат? Да, предпоставувам дека одиме во насока на тоа да кажеме дека имаме два типа на мерки, едни се краткорочни, другите се долгорочни и системски мерки. Овие се краткорочни, и без другите не можат да дадат некои посериозни резултати. Од краткорочните мерки, тоа што е издвоено како средства од програмата за воздух, знаете дека во тек се 5 тендери, едниот е за набавка на печки еколошки во болници, градинки, значи институции во собственост на општината, на кои што прв тендер, значи за замена на нееколошки со еколошки печки, аплицирале 19 општини, сите добиле и тука се трошат 64 милиони денари. Потоа, за енергетска ефикасност аплицирале 16 општини, повторно во школи, болници и така натаму, и тука се трошат тековно 26 милиони денари. Зеленилото се обновува во 8 општини, 11,5 милиони денари. Во 34 училишта низ општините во Македонија се инсталираат тие локалните пречистувачи за воздухот и ова е сега јам во најава, значи во Полошкиот регион по иницијатива на Екогерила, невладината организација, ќе се инсталираат филтри во мали и средни предпријатија, претежно од дрвопреработувачката индустрија. Значи тоа е она што е во опфатот на програмата за чист воздух која што ја донесе владата и тука некаде, значи 2 милиона евра се трошат или ќе се потрошат за некој месец-два. Значи ова е
пресекот. Да, јас ве разбирам и како министерство правите краткорочни мерки за да ја ублажите состојбата, ама многу долго некако низ години ве прават сите министри краткорочни мерки. Што со овие системските мерки, со овие клучните мерки како што е гасификацијата, како што е ефтина цена на парното за пристапност на сите граѓани до него, а не да го откажуваат. Во мојата зграда го откажале парно грејењето, ние и да сакаме не можеме да се грееме, им била висока цена. Добро, значи нели се намали, значи точно од ова столче пред речиси година дена зборувавме за потребата да се намали ДДВ-то на услугите за парно грејење и навистина тоа се случи. Тоа се случи, значи тука очекуваме одредено намалување и ублажување на цената. Исто така градот Скопје го превземе под своја ингеренција управувањето со дистрибутивен систем за газ, за топлинска енергија, што исто така ќе влијае на бројката е дека 46,62% од домаќинствата и административни објекти се всушност загадувачи кај нас. Значи, оваа програма се фокусира на административните објекти, главно во собственост на општините. Она што се работи во домаќинствата се 10 општини градски, значи градот Скопје финансира замена на печки со клима инвертор и исто така од добивката на електростопанство, значи понаречен ЕЛЕМ, 3 или 4 милиона се трошат за набавка на инвертори. Знаете во кои општини се видите, немаме многу време за да ги кажете сите овие работи. Меѓутоа, моето клучно прашање, низ годините имаше многу вакви мерки кои што ја ублажија состојбата, ама не ја решија. Така е. Значи, проширувањето на услугата за парно, враќањето на корисниците на парно дефинитивно ќе го ја подобри состојбата, гасификацијата исто така започнува тој процес на гасификација, меѓутоа се уште сме во фаза на анализи кој модел ќе биде пооптимален за да бргу ја завршиме секундарната мрежа и да ги приклучиме. Ќе разговараме и за моделите, меѓутоа Пешева со оглед на тоа што ОД2 е сконцентриран на воздухот и да дишеме чист воздух, колку овие мерки помагаат и зошто не може да се спроведе некоја акција низ годиниве која што ќе ја реши или ублажи малце повеќе состојбата, затоа што ова се покажа дека сите влади има некои, морам да кажам, популистички мерки, меѓутоа ниту една како да немаше ефект. Да, добро, многу добро изгледа екологија во предизборните кампањи, многу добро звучи. Зошто нема мерки? Заради тоа што не се работи системски. Значи, еве сега ќе ги замениме во домаќинствата инверторите. По кој принцип ќе се заменат? Кои семејства ќе добијат? Колку се тие? Само во Скопје имаме 52.000 домаќинства кои се греат на дрво. Ние направивме еднашка проста математика тогаш кога беше најавен планот, по таа наша математика 70 години ќе ни треба. Со ова темпо ако се движиме. Планот за чист воздух најави дека во првата година воздухот ќе биде за 50% почист. Како ќе го пресметаме дали е за 50% почист? Мерните станици не ви работат. Во ноември минатата година, значи беше најавено дека ќе бидат купени комплетно нови инструменти за сите постоечки 18 мерни станици, еве го крај на септември. Погледнете, ќе видите што од нив функционира. Значи на скоро сите од нив има некои од инструментите кои што не функционира. Дали се PM10 честици, дали се PM2,5. Значи, мерните станици не ни даваат слика ни каде се, ниту можеме да ги детектираме каде се загадувачите. Треба да се работи, реков, на сите сегменти. Значи, тука ние и транспортот, за транспортот, нели беа најавени налепниците. За после цела една година влечење, да на крај испадне дека налепница може сега да си земе кој сака, практично на волонтерска основа, значи не сме го решиле проблемот. Транспортот нема да ни биде проблематичен тогаш кога ќе имаме здрав јавен транспорт. Значи ние еве сега владата правеше ребаланс, парите ние никако да ги видиме да отидат во јавен транспорт. Значи гледате автобусите се палат сами од себе на улица. Значи јас статистиката што имаме 417 автобуси кои што ги има, ова се на ЈСП податоци, значи за периодот јануари-јуни 2019, значи од 417 автобуси во Оптек се само 209 од нив, значи имаме
автобуси кои што се од 36 до 40 години старост, 16 кои што се меѓу 30 и 30, значи стари прастари. Кинеските се подпалуваат сами од себе, новите кои што ги најавува градоначалникот, дали ќе ги видиме во втората половина на 2020, тој речиси цел мандат поминат. Во текот на зимата нема ни гуми зимски, значи ги набавија на време, па и така не возеа. Значи многу работи има и во Значи превенцијата не е само во овие сегменти, значи индустријата мора да работи со филтри, мора да работи со технолошки стандарди. Градежништвото исто така има критериуми кои што мора да ги почитува, значи кои што ни ги наложува Европската унија. Значи сите овие сегменти, транспорт, индустрија, градежништво, домаќинства, грење, сите тие мора да се решат во исто време, а не едно по едно. Може ли да ми кажете зошто ги нема мерните станици, зошто немаме време, сакам да се вклучиме во делот на гасификацијата со град Скопје? Значи, од вкупно 17 мерни станици во моментот работат 7. Меѓутоа, значи од нив во петок ќе ги вклучиме Битолските, Тетовската, Одјорче и Куманово. Значи тие од петок ќе почнат да и ќе мерат се PM10, PM2, сулфур. Да, се ќе мерат и тие беа на калибрација во Виена, значи средени се. А зошто се досли? Зошто толку време да се чека на тоа? Значи, не можам да одговорам во однос на тоа, тие се јавни набавки, како функционираат, значи тука немам А шанси за нови мерни станици? Да, еве. Значи, овие што сме ги калибрирале и од Виена се стасани, сега ги тестираме и петок ми кажа колегите ќе се појават на мапата. А новите мерни инструменти за PM10 се во Гостивар, потоа Кичево, Велес и Кавадарци. И имаме одредена размисла да ректорат го оставиме, а да ставиме во Лисиче, значи за да го комплетираме градот Скопје, да можеме, бидејќи лани не можевме, 3 ни излегоа од системот, не можевме да ги моделираме добро податоците за да најавиме пречекорување и така натаму. Значи, тука сме, овие 5 и 7-12 ќе ни функционираат од петок, останатите 5 се во фаза на тендерирање, ќе ги инсталираме. И многу брзо ќе го надминеме прагот за алармирање и ќе треба да влеземе кај да е во вонредна алармантна состојба, дали сме ние подготвени за тоа? Не. Не. Значи, ќе ни биде оперативен системот, еве целосно со тоа што каде е задршката. Задршката е што може во текот на годината да очекуваме тие најстарите што ни се од 2002 година да ни умрат како лани. Новите ќе ги получи, старите ќе умрат. Само за крај, што кажа денеска градоначалникот и министерот Бектиши, кој има многу куси изјави за тоа како гледаат на системот на гасификацијата, кој што очигледно е клучен за да не се случуваат вакви загадувања на воздухот. Ако градот или единиците на локална самоуправа не се креатори на енергетските политики на територија на општината, може да ни се случи да развојот на гасификацијата се одвива во делови кај што веќе имаме топловодна мрежа. Тоа би било, да речам, поевтиниот начин за развој на гасификацијата, меѓутоа дефинитивно погрешен. Ја мислам дека во моментот немаме ние градови кои можат тоа да го имплементираат на таков начин за да им дават можност со нивните јавни предпријатија да вклучуваат толку домаќинства што цената би била конкурентна и ќе бидат во интерес на домаќинствата во споредба со снабдување со електрична енергија или со друг вид на извори. Очигледно дека ќе обраните ставот на градоначалникот каде што работите, меѓутоа факт е дека пак како се превзеде, еве го превзеде град Скопје, тоа може ќе чекаме уште кој знае колку години за да се имплементира, од тука пак реакцијата на јавно-приватно партнерство од министерот за економија. Значи од повеќе фактори зависи нели имплементацијата на целата гасоводна мрежа. Сепак ние како инспекторат, односно службите во инспекторатот си ги водат инспекцијските постапки. Во однос на гасоводот е сосема друга постапка што ја води градот. Значи во однос на загадувањето што следува, нели периодот што следи на загадување, инспекторатот веќе подготвува еден
систем на инспектирање. Значи, сите студии и анализи на UNDP, на градот што ја изработи и на МАНУ, покажуваат дека домаќинствата, индустријата, градежништвото и сообраќајот се едни од најголемите причинители. Значи, ние со нашата надлежност, како инспекторат на град Скопје, почнавме веќе уште од сега да влагаме во приватните дворови, каде што има складирано големи количини на пластика и отпад кои се спрема за палење периодот што следи. Веќе инспекторите за животна средина издаваат решение што се чистат тие дворови. Се чистат дворовите, им се одзима тоа ѓубре, да речам, и им се фактурираат сметките. Во однос на индустријата почнуваме со засилени контроли. Го чекаме правилникот од Министерството за животна средина за гранични вредности, да имаме алатка, лабораторија со која ќе мериме и ќе може да изрекуваме казни. Министерот го потпиша правилникот, треба да го објавиме. Прошлиот декември ја поднесовме како град иницијативата до Министерството. Прошлиот декември. Збориме градежништвото, исто голем дел допринесува во однос на загадувањето. Значи, тука имаме веќе изречени 10 казни. Ги задолжуваме градилиштата да склучат договор со предпријатија, односно со комунални фирми кои ќе чистат улицата пред нивните градилишта и ќе ги перат. Кога рековте ќе чистат, зашто веќе не се мијат улиците во Скопје и во другите градови? Се мијат. Значи, почнато е да се мијат улиците. Ама сите велат се мијат, ама ја не знам тоа. Бројот на цистерни што е останат, значи не е инвестирано во нови цистерни, значи тоа е процес што сепак, нели? Да, меѓутоа, Ели, за крај, бидејќи имаме ше 30 на секунди, очигледно дека системското решение може да биде гасификацијата и приклучувањето на парно, ама вака како тргнале работите не ветува. Па нема да биде, затоа што и во процесот на гасификацијата ние како држава доцнеме 2 до 3 децении. Значи светот веќе оди на фотоволтаични централи, на фотоволтаични кровови, на струја која што е од обновливи извори. Ние допрва сега ќе правиме гасификација, а немаме ни терцијални мрежи за да спроведиме, како што каже и министерот газ до домаќинствата. Јас на крај би сакала да ви кажам да се придружиме кон ова недела на климатски промени и протести, да кажеме. Утре заедно со ОДВА значи организираме една акција, еден протест спротив владата ќе биде. Ќе извршиме едно свечено примопредавање на ѓубрето од граѓаните на владата. Нека почувствуваат малце како е кога ти гори под. Да, одлична герила акција сте изпланирале. Јас, познавајќи ги представниците на владата, ништо чудно да дојдат да ви се придружат така во тие ги решаваат протестите на граѓаните. Ќе дишаме заедно. Да, меѓутоа добро е да го помирисат. Да, и граѓаните можат да се информираат за тоа што може секој од нас да придонесе кон намалување на климатските промени на нашиот портал, веб страна klimatskipромени.mk. Значи има убави прирачници, упатства. На тој начин се обидуваме да изградиме јавната свест нормално, полека, постапно. Ви благодарам на сите што бевте мои гости. За жал премалку е времето за една ваква тема, иако кажувам дека ние цело попладне и вечер еве разговараме на овие теми за кои што се многу битни за граѓаните. Сепак секако не е ни последна емисија на оваа тема. Благодарам на вниманието. Останете со програмите на Телма.